Разговараме со Предраг Самарџиски во пресрет на почетокот на Европското првенство во Литванија. Кои може да бидат амбициите на нашата земја? Дали можеме да направиме чекор понапред во однос на Полска пред 2 години? Па добро, мислам, како викаат, спортски е да се надеваш. Имаме квалитет, имаме и веќе тоа едно европско као искуство, знаеме дека можеме, на тоа европско си докажавме самите на себе дека имаме квалитет да се носиме со најдобрите, сега треба да го потврдиме тој квалитет. Имаме добра група, кај што со малце среќа со некои надпревари кај што можеме добро да отвориме, да направиме добар пласман, добар резултат за вториот круг, кај што мислам дека ќе биде многу побитно како ќе предеме од првиот во вториот, да не биде како прошлиот пат со таа една победа, па после малце ни фалеше за четвртфинале. Кои се добрите страни, а кои се, да кажеме, ако имаме слабости во репрезентацијата? Па добро, секоја репрезентација има и добри и лоши страни. Добрите страни, сите како што знаате, таа некоја најбитна хемија помеѓу нас. Значи тоа е нешто надвор од теренот, што многу зависи и после како ќе се однесуваме ние на теренот. Лоша страна е што некако уште малце можда ни треба некој ден да се уиграме. Се надам дека овие два надпревари против Германија ќе ни помогнат да се уиграме со Гечевски и со Мекелеб. Сепак тоа ше имаше тој еден само турнир со нас. Мекелеб еден надпревар повише од него. Меѓутоа мислам дека ќе успееме тоа на време. Можда не е баш толку, среќа да може да биде што играме веќе со Црна Гора на почетокот, знаеме со нив како да играме и со Гечевски и без Гечевски и Мекелеб. Така да после тој надпревар мислам дека ќе дојде таа нека права форма на Македонија. Лоша страна е шутот уште ни нема тренато, што значи дека би требало да поработи на европското, нашето главно оружје. Колку ги знаеме противниците? Со дел од нив игравме у Грција, со дел сега во припремите. Колку се сменети работите, колку може да кријат тренери, да кажеме, во периодот? Освен Грција, мислам дека сите други и Финска, ајде до негде ги знаеме стварно супер. Со Црна Гора и оваа година и прошлата имаме играно пријателски надпревари, со Босна скоро сега пат у квалификации, со Хрватски игравме и на прошлото европско игравме исто и пријателски, имаме играно со нив, така да со грците само не до толку и со финците.